Добро вечер, јас сум Баско Ефтов, во емисијата во Центар на Канал 5 телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Тема за вечерва, што есенва на политички план ќе се случува во рамки на Република Македонија или какви политички разврски можеме да очекуваме после годишните одмори. Постојано во моите емисии, почитувани гледачи, јас и потенцирам еден факт дека не се возможни политички промени во една држава, а тоа најмногу важи за балканските држави, ако не дојде одредени прекомбинирање или одредени турбуленции во криминалното и во безбедносното милје. Во Република Македонија некаде пред 2 години се случува одредени тектонски поместувања во делот на разузнавачките структури или во делот на безбедносните структури и тоа ефектураше со таа афера Пуч, која се поврзуваше со Зоран Верушевски. Во последните 10 месеци, веднаш после формирањето на таа широка влада, кога министар за внатрешни работи стана Оливер Спасовски, се чувствуваат силни турбуленции и прекомбинирање во рамки на криминалното милје. И тука сега се поставува прашањето, дали во пресрет на изборите кои се чекаат ова есен или наредната година, можеме да очекуваме нови турбуленции во криминалното милје и колку тоа ќе влие на политичките разврски. Министерот Чавков вели дека има криминалци и криминални структури вклучени во протестите. Во кои протести? Протестите на опозицијата или протестите на таа опозицијска јавност манифестирани преку шарената револуција. Па што не ги фати министерот Чавков? Ако има криминални структури, па некои се посочени. Не, некои се посочени, меѓутоа што некои се јапсени. По некои има и потерници. Потерници немате ни еден. Немате ни Познато еден. ли ви името Иванчо Павловски? Не го знам него. Тој Казна 3,5 години затвор за убиство 2005 година. Не. Тој е еден од луѓето кои се фронтмени на протестите. Посочени од Министерството за внатрешни работи и по нив се трага. Па зашто не го фатат? Па добро, по нив се трага. А они се уклучени во протестите? Кога ќе прочитате тоа затворско или казнено CV на Иванчо Павловски, тоа му доаѓа кој некој телефонски именик. Јас ќе пробам само да наборам или да нотирам неколку од тие казни што тој ги има одслужено одредени од македонските казамати. Почнувам. Иванчо Павловски, казнена евиденција, казна затвор во трајање од 3 години 6 месеци за кривично дело убиство 2005 година. Па следува казна затвор од трајање од 8 месеци за кривично дело по член 288 предизвикување општа опасност во 2007 година. Па доаѓа казна затвор во трајање од 6 месеци за кривично дело 88-87 година. Па казна затвор во трајање од 6 месеци по кривично дело од член 378 до 98 година. Па мерка засилен надзор од родител, тоа е 1980 година, кој се уште бил малолетен, значи гледате, он има еден богат криминален стаж. Па име кривично дело 132, член 132, па кривично дело од член 123, па кривично дело од член 131, па кривично дело по член 123 повторно, тоа убиство некаде 2004 година и да не редам надоле, како што велам, станува збор за вистински телефонски именик на кривични дела кои се врзува со овој човек. Тој човек е во првите борбени редови на таа шарена револуција, тоа што не сега да го признае господинот Мики Вујич. Овие луѓе или близнаци кои беа вклучени во овој инцидент во Венеција, тие се членови на СДСМ? Дали се членови или не знам точно. Меѓутоа имате многу членови на СДСМ за кои што ние немаме услови, нити претходно да им бараме уверение за осудуваност, пошто немаме такво право. Вие сте председател на надзорен одбор. Да. Дали еден од близнаците е член на извршен одбор на СДСМ? Не, на извршен не. Општина? На извршен не, а знам дека се членови не едниот, него двајцата. Се членови на СДСМ? Да. Ти учествува во инцидентот во кафе бар од Венеција, не ми е познато, кога со штрафцигер, како не ми е познат, кога дело од обезбедувањето на Сашо Мјалков е присутно во кафе бар од Венеција, доаѓаат овие браќата близнаци, вади штрафцигер и во должина од 15 сантиметри му пробива черепот до синусите. Гледате дека вие повише знаете него ние што треба обичен народ. Значи тука е проблем, не сте председател на надзорен и јас повеќе знам него што знаете вие како председател на надзорен на СДСМ. До МВР, не е тоа проблем до вас или до мене. Тоа е проблемот на МВР, кој што такви податоци
И такви работи, место да ги превенира, место да ги завршува, ги шири во јавност и се добива сосема погрешна слика. И тој е член на извршен Каква одбор врска на општинска има... организација на СДСМ во Ѓорче Петров. Васко, Сликан каква врска има со и поранешниот општинската... министар за внатрешни работи Оливер Спасовски, сликани со Зоран Заев. Абе, многу често се сликаат со криминалци. Дали тоа значи дека вашите гости у вашите емисии, ако направат некое кривично дело утре, не дај Боже убиство, нека ќе треба и вас, као Васко Ефтов, да ве ставаат на табло. Господине Војчев, вие толку криминалци сте бранеле, Така е. со никој не сте се сликале. Овие су тепо сликање со криминалци. И Зоран Заев, и Оливер Спасовски. Јас сум адвокат, не сум политичар. Порано Зоран Заев во барем таа со Цеца, функција. со Северина се сликаше, сега само со криминалци. Значи нема слика на Фејсбук со криминалец со кој нема сликано. Па видите, сите политичари, имате и Чавков се сликал со одредени луѓе кои што имаат криминална позадина. Имате и господинот Груевски. Па дури и Сашо Мијалков се има сликано со одредени луѓе по кои што имаше постапки, има правосилни осуди. Значи тие луѓе, политичарите, не може да се сокријат А вие всушност се сликате бидејќи они се имаат сликано. Јас не. Па нели сакате да ги смените? Кого? Па тие со кои се сликале криминалците. Вие сега всушност регрутирате криминалци да ја соборите власта. Тоа е само ваша теза. Нели е тоа погрешен модел? Тоа е само ваша теза и погрешна теза, страшно, дека ние, као СДСМ, регрутираме некого, особено не криминални структури. Да сакаше тоа, СДСМ да го направи, тоа можеше на 17 мај ланската година да го направи. Прва пауза реклами, останете со нас, погледнете и рекламите и се враќаме со вториот дел на нашата емисија. Ве мачи вишок желудочна киселина, жиговина или надуеност? Имате пожар во стомакот? Гастрогард е брзо и безбедно решение за вашите стомачни тегови. Изгаснете го пожарот во вашиот стомак. Гастрогард. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Главоболка, затнат нос, кашлица, болки во мускулите, покачена телесна температура. Совладајте ги настинката и грипот со Кафетин Колд. Кафетин Колд содржи витамин С. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Zinalco German Lemonade. Малпигија е маргината или позната како ацерола. Исклучително богата со природен витамин С и потекнува од Барбадос. Сега ацеролата е достапна за сите. 100% природен витамин С за деца. И природен витамин С за возрастни. Затоа за моите најблиски јас одбрав Ацерол алкалоид, таблети за џвакање со природен витамин С и неодолив вкус. Некаде пред еден месец во интервјуто со министерот Чавков ние го отворивме прашањето за ранување на дел од обезбедувањето на поранешниот шеф на ДБК господинот Сашо Мијалков. Еден од луѓето кој активно учествува во целиот тој инцидент, односно главниот играч во целиот тој инцидент, случајно е член на извршниот одбор на СДСМ во општина Ѓорче Петров. Случајно е многу близок соработник на сегашниот портпарол на СДСМ и дел од најтесното раководство господинот Петар Шилегов и сосема случајно некаде 2014 година во ек на кампањата тој е личниот возач на господинот Шилегов. Гледате, СДСМ сега смета дека со опкружување или со приближување до дел од криминалното милје може да очекува одредена прераспределба на гласовите. Затоа и се спојуваат со Чаушот, затоа се спојуваат со делови на овие структури, сметајќи дека преку нивните активности ќе може да го подобрат тој изборен резултат. Времето ќе покаже дали таа нивна стратегија ќе се покаже на терен. Минатата недела дел од српските и дел од хрватските медиуми излегува со одредена информација дека лицето Дауд Кадриовски, тој е еден од 10 најмокни наркобосови или најбогати наркобосови во светот, очигледно еден од клучните наркобосови во регионот, учествува во финансирање на протестите во Црна Гора,
во Босна и Херцеговина, а се спомнуваше на фонот дека може да учествува и во финансирање на протестите по рамки на Република Македонија. Значи надвор од овие NGO и невладини организации финансирани од Сорос. Значи ова се информации објавени во хрватските и српските медиуми. Има ли нашето МВР индикации дека Давуд Кадриовски, кој со потекло од Скопската околина, еден од најмокните наркобоси, учествува во финансирање на одредени незаконски активности за рушење на влади во овие неколку држави? Конкретно за ангажман на овој субјект што вие го спомнавте, на оваа личност вие што ја спомнавте, немаме информации. Меѓутоа јас ќе повторам тоа што го кажав и на почетокот. Опасна е тенденцијата на стварање на политичко криминално подземје или спрега на политичарите или на политичките активности со субјекти од криминалното подземје, затоа имаме веќе многу јасни и недвосмислени индикатори и во Република Македонија. Значи имаме луѓе од криминалното подземје кои што земаат активно учество во протести. Да, апсолутно. И сега. И не само тоа, него имате случај уште една потврда на таква спрега, политичка криминална спрега. Имавме случај на обид за убиство на еден од обезбедувањето на поранешниот директор на Управа за безбедност и контраразузнавање. Да, тоа е случај Венеција. Во кафаната Венеција или кафичот Венеција. И тоа е практично на линија на овие индикации и на овие тврдења кои ги изразвам или кои ги изнесувам. Тоа некаде пред месец и пол дена, кај што тројца припадници на обезбедувањето или поранешни припадници на обезбедувањето на Сашо Мјалков седат во вечерните часови и доаѓаат криминалци кои се од Ѓорчо Петров, ако не се лажам, станува одредена караница тепачка и е повреден со шрафцигер во должина од 12 см. За таа случка говорите, нели? Така. Меѓутоа тоа е директна закана таа случка не ја коментирам од аспект на класичен криминален случај. Од аспект на извршителот и врските и блискоста на извршителот со поединци од Социјалдемократскиот сојуз. Мики Вујич е адвокат на господинот Чауш. Ајде се обидеме да нијансираме или да ги разјасниме дилемите. Дали Чауш располага со одредена фабрика за производство на панцир од таа страна на македонско-косовската граница и дали делови од општинските организации на СДСМ, посебно општинските организации од делот на Скопје, имале веќе воспоставено комуникација со господинот Чауш и бареле од него да им биде доставено одредено количество на панцири. И тука се поставува прашањето зошто им биле потребни панцири и зошто им било потребно наоружување на делови од тие криминални структури и зашто тие всушност се спремале за избори или за улична демократија. Вие го браните Чаушот, да, дали? апсолутно. Врската на Зоран Заев со Чаушот е веќе документирана и веќе јасно видлива. А што е страшно во таа врска? Тоа дружење помеѓу Чаушот и Зоран Заев го призна и самиот Зоран Заев. А што е страшно во сето тоа? Можеме и да анализираме што е страшно во сето тоа. Дали постои роднинска врска помеѓу Зоран Заев и сопругата на Чаушот? Не. Бекири, Захир Бекири е само член на општинска постои роднинска врска помеѓу сопругата на Чаушот и Зоран Заев, бидејќи се од Струмица. Сигурен сте дека не постои роднинска врска? Ако е цела Струмица родбински поврзана, тогаш се и они. Силни врски на Чаушот со исламски радикалисти. Тој е човекот кој учества во оние неколку упади во одредени исламистички џамии во Скопје и стои позади тие акции. Ја не знам дека е он гоне за нешто такво. Па е него вика Аллах Акбар на судењето. Не, тоа се прави голем верник и одреден исламски фундаменталист. Сега му дава еден религиозен аспект на неговото апсење. Значи тоа е тотално погрешно. Така, погрешно, го слушавме. Вие не бевте на судењето, медиумите го пренесува. Да. И тоа е сосема злонамерно пренесено дека он тоа го има кажано. Да не испадне дека цитирам одредени провладени медиуми или провладени портали, јас ќе цитирам што на тема Чауш и неговото однесување на последното судско рочиште пишува опозицијскиот Плюс Инфо. Тој пред судницата со врзани раце, со лисици почнува да извикува Аллаху Акбар, Аллах е голем, а десетици припадници на ЕБР се обидувале да го задржат. Тоа го пишува опозицијскиот Плюс Инфо. Знаете, мене ми е мил Мики Вујич, ама вистината ми е многу помила. Му ветува ли на Зоран Заев помош од одредени исламистички радикални структури во Македонија и од Косово? Тоа се само дали линкови смешни, помеѓу тие структури и помеѓу Зоран Заев. Васко, сериозен новинар си. Не ја запрашо. Али сакам има ли да ти фабрика кажам, за панцири од таа страна на косовската граница? Не постои. Значи постојат индици дека Чаушот располага со одредена фабрика за производство на панцири од таа страна на косовската граница. Дека најмалку 6 председатели на општински организации на СДСМ воспоставиле пред неговото апсење контакти со Чаушот за одредени структури радикални кои партијата ги регрутира за правење улични протести да бидат на опремени со тие панцир
модела. Тоа е далеку од секоја памет. Ама вие сте адвокат и мора да го браните. Не, јас не го Ај, бранам, јас сум во еден момент бидете политичар и кажете дека тоа одговара на вистината, бидејќи тоа сите го знаат. Јас у овој момент, као адвокат и сега као твој познаник од многу одавно се знаеме, значи немаме што да криеме меѓу себе. На крај крајeva Македонија и Скопје е многу мало. Ако е тоа точно се што ми го кажуваш или се што ме прашуваш, тоа до сега требаше органите на прогонот да го завршат. Да имаше нешто такво, зареш мислиш дека Чавков и останатите структури во МВР ќе го пуштеа тоа така? Па не го пушта, човекот у затвор се водат спорови. Зашто? Па се водат спорови, Зашто? 2,5 години осуден. Зашто? За Постојат фабрика? 2 хард диска. Кога Чаушот влегува во игра? Во целата ова ситуација? Па Чавушот некаде според нашите информации влегува многу рано во оваа игра и мислам дека влегувањето некаде пред последните парламентарни избори. Значи пред 2014 година. Да, пред последните парламентарни избори, така кажува нашите информации. Што му гарантира Чауш на Заев? Што му ветува, знаете? Тие воспоставата на доста блиска соработка. Оние што беа информации пласирани во периодот кога апсен Чаушот дека неговата сопруга се јавува на Зоран Заев, укажува за една блискост помеѓу тие две семејства. Во тој контекст би изразил јас мојата грижа, да кажеме, сега во од оваа позиција како министер за внатрешни работи, но и како професионалист кој долго време работил во Министерството за внатрешни работи, опасна е спрегата која што се воспостава независно за какви цели, спрегата меѓу политичкото и криминалното подземје, независно за какви цели. Спрегата која што се воспостава меѓу полициското и криминалното подземје. Му гарантира ли Чаушот на Зоран Заев одредени блиски релации со косовското подземје? Значи, Чаушот се наметнува токму со потенцирање на неговата можност и потенцијал да обезбеди значителен број на гласачи, не знам, од исламска верска заедница, преку исламска верска заедница, со исламска верска исповед и така натаму. Значи, лицитирањето околу прилогот што тој може да го даде за изборни цели. Завршуваат ли материјали или дел од тие снимени телефонски незаконски стекнати материјали од Зоран Заев кај Чаушот? Пронајдовме и одзедовме хард диск на кој имаше огромен број на комуникации од незаконски содржина од незаконски следени комуникации. 2 хард диска. Најдени ли се хард дискови кај Чаушот? Нема, најдени ли се хард диск? Не само дозволи да Ама не, значи, значи ги нема во обвинение, значи не се најдени. Ама јас не знам дали има обвинение, дали се најдени хард дискови кај Чаушот. Не се најдени. Значи излегува министер за внатрешни, излегуваат полициски структури. Тоа е проблем. Јавно кажува дека се најдени хард дискови кај Чаушот. Тоа е проблем. Јавно кажува дека дел од разговорите на Зоран Заев завршуваат кај Чаушот. Тоа е проблем. Јавно кажува дека дел од тие разговори завршуваат на пазарот или на црниот пазар кај Косовското подземје. Уште поголем проблем. Ами зашо да е проблем? Затоа што човекот ги дава тамо. Ако е пронајдено сето тоа, а е предмет на кривично дело, требаше да има обвинение за тоа. Обвинение за тоа нема. Втора работа дозволи. Што не значи дека нема да има. Дозволи, бе. Дозволи. Што се чека онда до сега? Ми откаде што се чека? Дали се најдени хард диски, ма видите не се најдени. Како не се најдени? Не се најдени. Како не се најдени? Најдени се и во неговата куќа, и во креветот кај што е во затвор и кај неговата сестра. Не е тачно. Кажеш дека погрешни информации. Како погрешни информации? Не е така. Ако јас грешам, значи министерот за внатрешни работи кај мене во емисија дојде и каже дека се најдени. Па јас исто така во твојата емисија кажувам дека министерот за внатрешни работи лаже. Сега треба да ја верувам ваш или да му верувам на министерот за внатрешни работи? Не знам кого сакаш. Вие имате обврска, вие сте ангажирани, си го браните Чаушот. Вие за Чаушот ќе кажете дека е Јас можам да ти кажам само дека папирите кои што се од и дека е Барак Обама заедно кажуваат сосема нешто друго. И не го кажува тоа што го кажува. И сака да кажете дека Чаушот е цвеќе за мирисање. И сака да кажете дека Зоран Заев туку така се здружи со Чаушот без да има некакви амбиции преку Чаушот да реализира. Дали Зоран Заев има ли криминално минато Чаушот? Дали Зоран Заев се здружил со некого или не е негова приватна работа. Политички има ли криминално минато никакво здружување со партијата СДСМ. Има ли криминално минато Чаушот? Чаушот нема криминално минато. Нема. Има осудуваност. Ова е веќе интересна формулација. Според адвокатот Мики Вуич или председателот на надзорниот одбор на СДСМ, Чаушот нема криминално минато, ама било осудуван. Знаете, ово исто како да кажете дека вашата комшика е невина, немала сексуален однос, ама има родено 3 деца.
Ајде, Милко, скрасај! Како е рушен Бојко Борисов во Бугарија во текот на 2013 година, така како што се рушени многу влади ширум Балканскиот полуостров со помош на одредени припадници на тоа криминално милје. Туку е клучна улогата на Алексеј Петров. На времето, некаде пред 20 години, има заедничка фирма со Бојко Борисов, се пријатели и се луѓе кои заедно тренираат карате. Во еден временски период Алексеј Петров е представник или специјалец на таа специјална бугарска единица или да државна агенција за национална сигурност и важи за еден од најдобрите црвени беретки во рамки на бугарските специјални единици. Меѓутоа на крајот тој станува шеф на бугарската мафија. Од таа позиција влага во конфликт со Бојко Борисов и некаде пред 3 години со помош на многу пари и многу припадници на криминалното милје се обиде да го струши од власт Бојко Борисов. Стоеше ли Алексеј Петров по тие протести за ваше рушење од премиерската функција пред 7-8 месеци? Не мога да тврдя. Аз говоря само факти. Негови луѓе се гледаа во протестите. Като направиш интервју с него, мога да го питиш. Тука на Балканите не е можна промена на власта ако во меѓувреме тајните служби, организираниот криминал не ја променат страната. Во Србија не може да биде направена промена на власта на Милошевиќ ако Легија и другите структури на организиран криминал и тајни служби предводени од Јовица Станишич не ја променаа страната. Дали тоа се случи во Бугарија, бидејќи долго време се сметаше дека тајните служби стојат зад Бојко Борисов, бидејќи во еден временски период тој го чуваше и Тодор Живков, а беше и главен телохранител на царот Симеон Саксобурготски, а имаше и перфектни релации, дури пред 2 години, сега гледаме има сменето страната. Јане Јанев го обвинуваше Бојко Борисов дека е глава на бугарската мафија. Дали во меѓувреме и организираниот криминал и тајните служби го пуштија низ вода Бојко Борисов и му се случи таа улица која му се случи пред 7 до 10 дена во Софија и по бугарските градови? Един ден ще станат ясни връзките на Бойко Борисов с криминалния свят. И сега има достатъчно данни за това. Има данни и у нас, има данни и в чуждите медии. Въобще България има един етикет на страна, чието министър-председател е част от българската мафия. Миналото му е в българската организирана престъпност. Но не мисля, пак казвам, че това е основната причина. Основната причина е, че хладилника победи телевизора. Колкото и хубави работи да говори Бойко, колкото и каквито неща да казва, когато човек не може да даде пари на детето си сутринта за закуска, когато човек не може да си сипе бензин в колата и когато зимно време не можеш да си платиш тока, за да отопляваш семейството си, не е Бойко Борисов. Клин Истот да ти дойде, пак няма да одобряваш и да се радваш. Ги чита човек бугарските медиуми, испаѓа дека во времето кога Бојко Борисов е директор на бугарската полиција, тоа е некаде во времето на царот Симеон Саксобурготски, има некаде околу 140 нерасчистени убиства по софиските улици. Тоа е во времето кога Бојко Борисов е прв полицаец во Бугарија. Да, така е. Като главен секретар на МВР, Бойко Борисов не се държеше като отговорен полицай в демократична европейска държава, а като тартор на силова групировка. Той продължава по същия начин да се държи като министър-председател. Разчиства всички неудобни и най-вече срещу политическите опоненти е готов да извади автомата и да стреля. Колку да звучи невозможно, па дури смешна таа споредба, меѓутоа ќе ја поставиме таа дилема. Дали Зоран Заев и Чаушо треба да бидат некоја македонска верзија на Зоран Џинџич и Легија? Ангажирали се да се криминалци за учество во овие процеси? Не. Бидејќи не може да се направи промена на власта било каде на Балканскиот полуостров, ако криминалното милје не се вклучи во тие процеси. Зашто мислите така? Па тоа искуството Бугарија, тоа искуството Србија, Легија и Зоран Џинџич. Еве, например, дали Зоран Заев би можел да биде Зоран Џинџич, а Чаушот, например, Легија или Земунскиот клан? Не. Кодот не е различен. Кодот, а? Кодот на народот, кодот на... Вие само не кажувате да не ви е говор на мана, па само не да кажувате. Се не сте на судски процес, кажете да еднаш, да смениме малку. Види, ако тоа треба да те задоволи, одма ќе ти кажам, за све да. Ако тоа тебе те задоволува, меѓутоа вистината е друга. Веројатно школски пример на тоа поврзување помеѓу криминалното и политичкото милје во една држава и тоа да биде искористено како основа за одреден политички преврат или политичка разврска е тоа спојување помеѓу
Легија, Земунскиот клан и Зоран Џинџич. Zemunci su omogućili kontakt opozicije i Legije kao jedne ozbiljne formacije koja može da spreči proteste 5. oktobra. Не може да се направи преврат во една држава ако одредени опозицијски или политички сили, криминал и одредени тајни служби или специјални единици не се здружат за да може да стојат за тој преврат. Pred sami 5. oktober oni su napravili kontakt sa Đinđića sa Legije. Znači, taj kontakt se zna kad je bio dan, noć pred proteste 5. oktobra. Legija je Đinđiću i opozicionarima rekao da se neće mešati. Ukoliko je narod rešio da napravi prevrat, on se sa svojom jedinicom neće mešati. Isto tako je i bilo. Zemunci, kriminalci, su 5. oktobar otprilike oni shvatili da su oni 5. oktobar, da su najzaslužniji oni za 5. oktobar i onda su tražili, normalno, posle promene vlasti, posle dolaska smene Miloševića, tražili su свој дел од od države jedan deo svog kolača. Дали има средби, дали е една или повеќе средби на Зоран Заев со делови на тие криминални кланови од Рачиново, дали господинот Мики Војич, човекот кој ги организира тие средби. Бевте ли со Зоран Заев кога се сретна со оние криминални кланови во Рачиново? Не знам на кој мислиш, меѓутоа претходно јас бев да го обезбедам теренот. Беше Зоран Заев во Рачиново? Се сретна со тие криминални кланови? Немаше ни еден со криминално досие и кој што беше во убиство. Океј, еве нема криминално досие. Дали со криминалните кланови се сретна Зоран Заев во Рачиново? Немаше, затоа што јас тогаш бев исто. Вела дека трите клучни криминални кланови во Рачиново имале средба со Зоран Заев. Ја не ги знам луѓе. Кои се тие? Како вие не ги знаете кои ги браните? Ја не ги бранам тие. Да. Тие луѓе што беа тамо, јас не вие бев сте адвокат на мата експерт за луѓе од криминалното милје, посебно од албанското криминално милје. Не знам зашто така мислиш, меѓутоа јас имам исто Не, јас имам исто толку број клиенти од албанскиот дел како што имам и од македонскиот, а дури и од делот на овој ВМРО членовите. Добро, со кој се срекаше во Рачиново Зоран Заев? Со народот, со граѓаните на Рачиново. Па што вие бевте да обезбедите ако со народот треба да се се среќа? Не, јас бев чисто да видам кој е таму. Нели? Да. Ако треба да се среќава со народот, и као делегација. Ако треба да се среќа со народот, што мајка барате вие еден ден претходно да му обезбедувате терен на Зоран Заев? Еден ден претходно, јас тој ден бев заедно со него. Испаѓа Мендух Тачи и вели дека Зоран Заев му пракал порака. Ја прочита содржината на СМС пораката, кај што пишува јас, ти и Рамуш Харединај. Рамуш Харединај знаеме ни што поминува и знаеме што контролира на Косово. Луѓе блиски на Рамуш Харединај учествува во диво населје минатата година. Значи со тие луѓе комуницира Зоран Заев. Чаушот. Видите лепеза на обвинување. Исламски радикализам, дори тоа го глуми во затвор. Фабрика за панцири, лажни документи, фалсификувани документи. Колку сакате да се обидете и било кој да сака да се обиде, да му ампутира нешто такво, мислам дека е голема грешка. Да не испадне дека јас не ја говорам вистината, ќе цитирам дел од пораките кои Зоран Заев му ги праќал на Мендух Тачи. Тоа се објави од Мендух Тачи некаде пред 2,5 години. Јас ќе цитирам две од тие пораки кои тој ги добивал од Зоран Заев. Во првата порака му се обраќа председателе: "Ве молам да се слушнеме. Барам еден разговор. Благодарам, Зоран Заев." Веќе во втората порака е многу поконкретен Зоран Заев и вели: "Перспективите во регионот се воспоставување на соработка со тројката, која ќе има големи поддршки во иднина, а тоа сте вие, се мисли на Мендух Тачи, Харединај, се мисли на Рамуш Харединај и Бериша. Затоа ме подготвуваат и повисоките инстанци надвор од Република Македонија. Ве молам да разговараме Зоран Заев." Мислам коментар тука не е потребен. Значи, ве луѓе кои велите дека имате сериозни индици за криминални активности, па дури изнудни, па дури поврзување со одредени терористички структури во Сирија или на Блискиот Исток, се погребани со највисоки почести на Косово. Факт е дека поединци или повеќето од оваа криминална група, од оваа терористичка група, имаат учествувано или во војните во Косово и во Македонија од 2001 година во рамките на кризните подрачја кои што беа и во Косово и во Република Македонија.
Факт е дека имале конекции со субјекти од различни политички партии од албанска националност и во Република Македонија и во Косово. Блиски релации со актуелни политичари во Косово и Хашим Тачи, Рамош Харидинај. Рамош Харидинај и структури блиски до него. Меѓутоа, се не би сакал да навлегам во толку детали, бидејќи се уште се осетливи информациите со кои ние располагаме. Ова се разузнавачки информации. Да, и ова се актуелни прашања кои што и понатаму се предмет на интерес на нашите служби. Така да, независно од судските случаи. Дали СДСМ регрутира припадници на криминалното подземје или на криминалното милје и вклучува во своите партиски структури, партиски ги активира, партиски ги фокусира, партиски ги храбри да делуваат на теренот и дали тоа може да биде дел од стратегијата на СДСМ за соборување на Никола Груевски ВМРО до власта во рамки на Република Македонија. Не, веќе. Гледате, сите тие криминалци, тоа криминално подземје е мирно 9 години. 9,5 години после промена на власта. Нема некои посериозни тектонски промени или процеси, или да речеме превирање во рамки на криминалното подземје. И некаде после доаѓање на Оливер Спасовски на чело на Министерството за внатрешни работи, одредени криминални структури блиски на СДСМ си дозволуваат да претат, да се заканат по кафани, да напаѓаат по кафани, да прават одредени инциденти, бидејќи некој им гарантира дека ќе бидат заштитени. Како се менува Оливер Спасовски од таа функција, така почна барањето на Зоран Заев да има брзи избори на есен, да влези повторно СДСМ во таа широка влада, бидејќи им е ветено на криминалните структури дека нема да бидат гонети. И вие и јас тоа го знаеме. А и ова ли е погрешна теза? Погрешна теза, Васко, и не знам зашто е така. Ја водиш работава, меѓутоа не може ниту еден криминалец да биде заштитен. Особено не насилниот криминал сторен на улици. Невојче, вие сте искусен човек. Затоа и ти го кажувам. Ги пуштате криминалците. Бидејќи нема промена на власта без криминал. Како ние ги пуштаме? Тоа е едно. Ги ангажирате криминалците, тоа е второ. И трето, сакате да бидат апсени криминалците како би можело да зоври атмосферата. Ама тоа е многу видливо. Знаете. Човек што ги гледал процесите и протестите широм Балканот, гледа еден исти ракопис. Ова е тој ракопис. Каде се тие криминалци за да се они ангажираат? Тоа е под проеден. Каде се наоѓаат? Каде биле близнаците? Дело структурата околу Чаушат, овој Павловски, седум луѓе со тешки кривични дела се у први редови евидентирани на шарената револуција. Ова вие само една претпоставка затоа што ниту еден од нив нема пресуда. Васко, нема пресуда. Претходно споменати од господин Павловски не единствениот кој тоа криминално милје е вклучен во овие протести на шарената револуција. Има барем 7 луѓе за кои има докази дека имале кривични пријави или кривични казни или кривична одговорност. Например, тој е господинот Митковски за одредени телесни повреди, па господинот Гавриловски, надзор од родител, па господинот Цветковски за одредена казна во трајање од 6 месеци, па господинот Куковски за одредени сообраќајни прекршоци, па господинот Ѓоргиевски за фалсификување на исправа, Мајновски некаде 2 или 3 казни во трајање од 3 години, господинот Чабановиќ и така натаму и така натаму. Например, на протестите во Велес може да се детектират или да се видат припадници на таа Франкфурт мафија. Слични криминални групи има во Битола. Одредени припадници кои беа осудувани или гонети во тоа дело поврзано со детонатор се најдени или може да се детектират во тие протести во Источна Македонија. Одредени припадници на санџачкото криминално милје може да се детектират или да се видат на тие скопски протести. Тоа е една шарена група која брои некаде помеѓу 100 и 200 луѓе кои се во тие први борбени редови на таа шарена револуција. Дали на одредени криминални босови и групи им е гарантирано дека при промена на власта ќе може да уживат одреден легитимитет, дека ќе може да уживат не санкционирање, да бидат законски и дека ќе можат со одредени средства што ќе ги спечелат во дадениот период да излезат надвор од Република Македонија да не бидат чепнати. Не сакам да спекулирам дали им е ветено, но факт е дека кај тие субјекти кои мотивот на овие субјекти да се стават во функција за политички цели практично е нивното очекување да добијат одреден бенефит. Значи, не би сакал да спекулирам дали им е ветено нешто, но очекувањата нивни се недвосмислено јасни. И затоа се ангажираат. Ако одредени криминалци... Веројатно, политичката платформа не е кај нив клучната работа. Да, криминалните интереси се пред се клучниот мотив кој ги
Зошто на Зоран Заев му се брза да оди на избори или избори да има оваа есен? Од две причини. Му е потребно да има контрола врз криминалното милие кој го има активирано, бидејќи сега, кога што стојат работите, без министер за внатрешни работи редовите на СДСМ, тоа криминално милие е оставено на милост и немилост на македонската полиција и како второ, на Зоран Заев му е неопходно на изборите во Струмица да оди како дел на некоја широка влада. Смета дека според изборниот резултат би можело после изборите да биде формирана некоја таква широка влада по барање на странците или по барање на ДУИ и таа влада да ги решава клучните нерешени прашања во рамки на Република Македонија. Тоа е математиката на Зоран Заев. Ќе видиме дали таа математика ќе се покаже на пазарот. Мене ме слушате. Еве, 9,5 години нема тектонски поместувања, процеси и триење во рамки на криминалното подземје. Како Оливер Спасовски доаѓа на чело на Министерството за внатрешни работи, почнува вулканот во криминалното подземје. Почнува да се ево тие криминални кланови. Исто тоа можам да прашам да не им е кажано на друга страна, од друга страна некој. И нормално е Оливер Спасовски треба да ги брани и да ги штити. Како се менува власта, веќе се убегство, тие криминални структури. Па зашто не ги заштити онда Оливер? Па видите, во таа иста ситуација треба да прашаме зашто Зоран Заев не беше апсен за одредените активности во врска со Пуч, бидејќи ги штити меѓународната заедница. Меѓународната заедница прави 2 или 3 работи. Прави упат во безбедносни структури, го активира криминалното подземје, пробува преку оние дестабилизации на берзата во рамки на Република Македонија да се направи одредена класична дестабилизација на рамки. Сакаш да ми кажеш дека министерот тоа ќе се прави наивни и слепи. За внатрешни работи е обезвластен? Кој министер за внатрешни работи? Сегашниот? Па сегашниот дое пред месец дена. Не, ама сакаш да ми кажеш дека у моментов е обезвластен? И неодењени избори на 5 јуни. И он нема функција никаква, ништо не може да направи. Сега министерот за внатрешни работи. Да апси криминалци блиски на СДСМ. Добро. Па тоа само овие неуспешни протести кои се капут, кои се капитулирани. Министерот за внатрешни работи е политичар или министер за внатрешни работи? Па видите, вие нели се фаливте дека Оливер Спасовски покажал како за време на протестите у ЧР знаел мирно да ја среди целата ситуација. Оливер Спасовски. Тоа значи дека министерот за внатрешни работи, освен што е полицаец, е и политичар. Не е така. Како не е така? Ни по уставот, ни по уставот, ни по законот. Значи, гледате, одите, рушите Прометеј, чекате интервенција. Одите, правите инциденти, чекате интервенција. Па дури повикувате полицијата да интервенира, сметајќи дека овие пропаднати протести на тој начин ќе добијат бензин и гориво да може да се реактивират. Сосема погрешна теза. Не, пропаднати си, вие тоа го гледате. Сосема погрешна. Затоа е крикот на Заев да има предвремени избори, бијќи гледа дека целиот модел и концепт е пропаднат. Па зарем Груевски не ги бара тие избори? Па Груевски ги бара бијќи може да победи. Заев ги бара за да може да се спаси. Па дајте да идеме на избори. Еве, чим тоа го кажувате, ајде на избори. И тоа сега. Договорите ги. Од два пати ги пролонгирате изборите. Се сакате трет пат да направите. Не. Тие избори. Дури јас мислам дека сакате да влезете у влада и кога ќе влезете у влада, пак кога ќе ви се заарни, пак да викате не се исполнети условите. А едно-две години вака да се исполнат овие два последни услови кои што се веќе по твои информации наводно веќе договорени. Значи многу тврди сте за влагање у влада. Не. Па сега да ве викнат у влада, ќе фрлите тука и микрофон, ќе фрлите и све. Па знаеш дека не е така. Побрзо од овој Болт, Усеин Болт има да си стрчате од оцека у владата, ќе влезете. Тоа нема да го видиш така. Како значи, дур не се исполнат овие два клучни услови со медиумите и со избирачки список. И нема влада да влезете. Немаме потреба. И медиуми ќе продајте. И избирачки список, само да се дела власта. А уди да се паркира осмица по можност. Ако мислиш дека медиумски ќе се покрие нешто или дека медиумски ќе се продаде нешто ти као човек кој што си од медиуми, онда не знам што да ти кажам. Никаде кога СДСМ е дел од широката влада, има во порталите блиски на СДСМ конфликт, кај што се напаѓа од една страна Раменски, од друга страна Оливер Спасовски. Добро. Знаете зашто е конфликтот? Бидејќи на Раменски не се даде пубова уди. Тука е основата на конфликтот. Значи, пазите, партија која е градена на фотеличе, на уди, на одреден вип третмани и така натаму, сега ви велите постава услови за влагање у власта. Ама трчички ќе влезете у власта. Сакаш да ти одговорам? Не со до вас може на погрешна адреса го пато. Очигледно. Али знаете, 95% од луѓето со кои седите во извршен одбор, трчечки би влегли во власта. Не сум баш сигурен.
Не сум баш сигурен, можда е тоа Ја да сум на ваше место, само во лични ми би зборела, не би зборела за течени на извршниот. Не, јас колку што ги знам луѓето, дозволувам да имаш таков став. Слабо ги знаете, слабо ги знаете. Не, многу добро ги знам. Слабо ги знаете. Многу добро ги знам. И на крај крајва не сум толку наивен да не ги знам. Или Лјупчо Георгиевски, или беа во на движење на Тодор Петров, само СДСМ не беа. Например, Раменски, нели беше потпредседател на Светскиот македонски конгрес на Тодор Петров. Не, грешите, тамо имаше и постапка каде што со фалсификат беше ставено незиното искористено име, и тоа она ќе ви го каже. Фалсификат во ВМРО ДПМН, а кај Тодор Петров беше и на сајтот објавено, тој Светски македонски конгрес. Васко, ако сте ги измешале работите, да. Што веќе ако збориме за некои такви кадри, па и ние извезовме многу кадри. СДСМ е расадник на кадрови. Значи кај нас дојде и Стевче, еве дојдоа и Ременски, кај нас отидоа многу сегашни министри и врвни луѓе у ВМРО. Значи тоа се све наши кадрови. Не, господине Војч, па кој останува пропаднат проект? Сите видео колку е пропаднат СДСМ и се замина. И се замина. Не, тоа се луѓе кои што сакаа и беа амбициозни. СДСМ доаѓаат само луѓе кои нема кај да одат. Ко Ременска, например, кој некои други. Па не сум баш сигурен дека е така. Не сум баш сигурен дека е така. Ве мачи вишок желудочна киселина, жиговина или надуеност? Имате пожар во стомакот? Гастрогард е брзо и безбедно решение за вашите стомачни тегови. Изгаснете го пожарот во вашиот стомак. Гастрогард. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Главоболка, затнат нос, кашлица, болки во мускулите, покачена телесна температура. Совладајте ги настинката и грипот со Кафетин Колд. Кафетин Колд содржи витамин С. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Zinalco German Lemonade. Малпигија е маргината или позната како ацерола. Исклучително богата со природен витамин С и потекнува од Барбадос. Сега ацеролата е достапна за сите. 100% природен витамин С за деца. И природен витамин С за возрастни. Затоа за моите најблиски јас одбрав Ацерола алкалоид, таблети за џвакање со природен витамин С и неодолив вкус. Ако досега го анализиравме сегментот на таа кохабитација помеѓу политичкото и криминалното милје или криминално подземје, ајде сега после рекламите да можеме да го отвориме прашањето за таа кохабитација или тие блиски врски помеѓу безбедносно разузнавачкото милје, персонифицирано преку Зоран Верушевски, и политичката клима во рамки на Република Македонија или опозицијско доделување персонифицирано преку Зоран Заев. Или за почеток да дефинираме од кога датира таа соработка или кохабитација Заев-Верушевски. Тоа е некаде понашо може се слушни 2011-2012 година. Горото или најголем дел од овие телефонски прислушкувања разговори потекнуваат од тој временски период. Верушевски се јавува како носител на целиот тој процес. Кој ќе направиме најде да речеме аматерска анализа, тоа може да биде или слушано од страна на луѓе уфрлени, не знам, од некој што сака да прислушкува, или луѓе од самиот кабинет кои тоа го правеле за одредена нокна пари и така натаму, или одредени мокни странски служби кои може да си дозволат така софистицирана опрема да може да прислушуваат кабинет на премиер. Начинот на спроведување или модус операнди, тоа што ги има направено Верушевски со неговата агентурна мрежа која што тој имаше создадено, а тоа е практично иста структура која што и во 2001 година го имаше извршен упадот во Управата за безбедност и контрразузнавање, укажува, практично упатува како индикатори на еден класичен агентурен пристап или агентурен метод на
на собирање на информации или на упад во безбедносен систем. Од кога датира таа агентурна соработка? Велите дека класичен агентурен модел. Според моите информации, некаде 2010 година таа група е на некој начин формирана, агентурно е врбован господинот Костовски да работи за Верушевски за таа цела структура. Дали 2010 година коректна или имате информација дека и пред 2010 година има одредени такви активности? Доказите со кои ние располагаме, односно доказите кои ние ги обезбедивме, датираат од овој временски период и тоа се докази кои ги собравме врз основа на судски наредби и наредби од јавно обвинителство за претреси и за обезбедување на компјутерски системи. Во тие компјутерски системи ние најдовме доволно докази и содржини кои практично на некој начин преку кои на некој начин ние ја враќаме целата ситуација од почеток како почнало тоа агентурно делување или како почнало тоа врбување, ангажирање од страна на Верушевски или активирање на овие субјекти. Едниот поранеше вработен во правот за безбедност и контрразнавање, а другиот во моментот беше, значи, еден од клучните играчи во одржувањето на системот, да. Човекот кој има инсталирано системот за прислушкување или таа така наречена израелска опрема. Ајде мало политичко логицирање. Ако Зоран Верушевски почнува разузнавачки да делува или агентурно кон господинот Костовски некаде 2010 година и првичните снимки датират без малку таа 2010 година, иако ја сметам дека Зоран Верушевски никогаш и не престанал да делува во рамки на УБК, на ДБК или на тие безбедносно разузнавачки структури, меѓутоа да го земе тој факт дека првите снимки кои ги добија Зоран Верушевски преку таа агентурна мрежа потекнат некаде од 2010 година, а дека првите снимки на Зоран Заев му ги дава дури 2014 година, тука се поставува прашањето зошто чекал 4 години. Можеби одговорот на тоа прашање треба да го побараме во фактот дека некаде во текот на 2014 година, пролета, во Солун се одржува средба кај што одредени структури на Зоран Заев му ги предаваат тие снимки поврзани со Македонска банка. И Зоран Верушевски сосема нормално си го поставува прашањето, ако тој располага со многу подобри снимки, по квалитет, по содржина и како ли се уште не, во споредба со тие снимки за Македонска банка, и ако за тие снимки за Македонска банка се платени одредени пари, тога зошто Зоран Верушевски да не доби одредени пари за своите снимки? Можеби тука треба да се бара причината зошто чекал 4 години и зошто после 4 години му ги предава тие снимки на Зоран Заев. Имаше една снимка, тоа е Македонска банка. Добро. Аудио снимка која беше пуштена некаде помеѓу првиот и вториот круг на изборите. Добро. Се вели дека средбата е во Солун и дека за таа снимка се дадени одредени средства. Добро. Предпоставам кога Верушевски видел дека за одредена снимка со многу полош квалитет од снимките со кои тој располага беше доказ помеѓу Груевски и во тужбата помеѓу Груевски и Заев. Тоа беше доказ за Македонија. И кога Верушевски гледа дека таа снимка со многу полош квалитет од снимките со кои тој располага, се дадени одредени средства, тогаш нормално е за своите снимки да побара одредени средства. И ги побарува. За кои свои? Па што му се додаде, нели, што му се предадоа. За кои свои мислите? Па јас мислам дека снимките не се ни од странски служби, не се ни од разузнавачки служби, дека снимките се како што призна Звонко Костовски, од домашни извори. Во рака имам спогодбата помеѓу Звонко Костовски, Македонското јавно обвинителство, или како што гласи официјалниот назив, пресуда врз основа на предлог спогодба. Во таа пресуда или предлог спогодба господин Звонко Костовски признава дека почнувајќи од 2010 година е злоупотребил својата службена положба и за потребите на господинот Зоран Верушевски неовластено ги користел дел од тие прислушкувани уреди и апарати кои му биле ставени на располагање, тоа човекот кој има инсталирано израелската опрема и за потребите на Зоран Верушевски снимал неовластено тонски материјали или аудио записи. Дали сите тие снимки со кои располага Зоран Заев или тие снимки кои на располагање му ги има ставено Зоран Верушевски биле користени во одредени политички пресметки? Апсолутно да. Ако се сеќавате на скајп комуникација која беше презентирана во македонската јавност, едно од клучните поенти или клучните точки на таа комуникација Зоран Заев Зоран Верушевски е што ќе правиме со Андреј Жерновски. Веднаш после тоа или еден месец после добивањето на таа снимка, Андреј Жерновски се повлекува од политичката функција и лидерска функција во ЛДП.
Тука се поставува прашањето зошто човек кој го победува Никола Груевски во општина Центар, кој 3 пати го победува Никола Груевски во општина Центар, кој е градоначалник на една од најмокните македонски општини, така преку ног одлучува да се повлече од лидерската функција во ЛДП. 15 мај 2001 година, за мене клучен датум, се формира широка влада помеѓу ВМРО и СДСМ во векот на она војна 2001 година. Интересно, то македонските медиуми не го спомнуваат, за шеф на ДБК во таа широка влада е Зоран Верушевски избран. 5 месеци претходно Зоран Верушевски, клучен играч во првата голема афера со прислушкување, големото УВО, не е санкциониран као што вели Лупчо Георгиевски поради политички причини, туку е награден и е ставен шеф на ДБК 5 месеци после таа афера со прислушкување. Јас бев кај негов во стан на негов повик да разговара со мене, да ми дал некакви материјали. Одгледав таму во присуство на жена му и помалото синче. Значи, одгледав избор што го направил он, во кој снимки, аудио, визуелни, комбинирани, каде што ми покажа со што располага и ми ги понуди да ги објавувам во Фокус. Не ми падна на памет, шокирана излегов од таму, не знаев ни кај се наоѓам, значи како да кажам, моментална амнезија добив. Значи тој човек не е инцидентен случај. И пишував за тоа. Тоа е систем. И сега повторно Зоран Верушевски. Имено, зошто да го менуваш кога кај нас Зашо не моделот... постои ни колективно, ни индивидуално паметење, нити институција која се занимава со анализирање на податоци или ги викаме геополитички, геостратешки институти. Дали Зоран Верушевски му ги има ставено на располагање или му ги има дадено на Зоран Заев сите снимки со кои располага? Апсолутно не. Бидејќи тука станува збор за еден геп или една празнина, а тоа е некаде 2012-2013 година, и тоа е оној период кога Зоран Заев се обидува да го руши отпорот во рамки на СДСМ и прави одреден пут заедно со Радмила Шекеринска визави Бранко Црвенковски. Јас сметам дека тие снимки се уште останати кај Зоран Верушевски и дека при евентуална разврска, ако Зоран Заев заборави на своите обврски кон Зоран Верушевски, тие снимки многу лесно ќе можеме да ги видиме во македонската јавност. Според мене, групата на Верушевски никогаш не престанала да функционира во рамки на државна безбедност. Тоа не знам, значи во тој дел сепак државната безбедност има свој круг кој што многу малце луѓе имаат дотур до тамо. Јас немав некои контакти да можам да знам на тој ниво што се случува и дали стварно Верушевски има група или нема. Во оваа ситуација и со ова што го видовме од Верушевски, за мене е Верушевски херој. Многу погрешни херои имате. Тоа знаете, јас ќе го носам тоа. Мојот погрешен став, јас ќе си го носам. Имате како српскиот народ кој го смета херој Дража Михайловиќ 45-та година, кога Дража Михайловиќ е веќе капитулиран. Така и вие сега после сите овие работи да го сметате Верушевски за херој, кога целата работа е фалименто, тоа помалку ми личи така. Јас сметам дека тој човек ќе остане и ќе биде запишан со позитивни конотации во македонската историја. Па може и британската, може некоја италијанска историја, ама македонската историја многу тешко. Кој го штити тој човек да може да го прави тоа 15-20 години? Кога се врати од Италија, он беше ли процесуиран негде? Не. Институциите заборавиле на него. Беше вработен како професор, факултетски професор, да работи со деца, универзитетски. Да им предува безбедност. Замисли која запуштеност е таа. Разузнавачки на едно општество која нема имунитет да се заштити од потенцијални опасни вируси. И на крај, да завршиме со дилемата или со тезата, или со прашањето кога го поставивме на почетокот на ова наша вечерашна емисија, а тоа е дилемата дали СДСМ регрутира припадници на криминалното милје и со помош на тие припадници на криминалното милје сака да направи пресврт на политичката сцена во Република Македонија. Ке го искористи ли СДСМ последниот адут преку криминално подземје да проба да ја руши власта? СДСМ нема криминално подземје, не регрутира криминално подземје и нема никогаш да се користи со такви средства. СДСМ е државотворна партија, СДСМ ќе сака на мирен и на легитимен начин преку избори да дојде на власт. Тоа е прочем секоја желба на секоја опозиција и тоа ќе се трудиме да го направиме. Господин Ильич,
Ама ни вие не верувате во ова што го зборите. Така ти делува? Да. Ни вие не верувате во ова што го зборите. Па. Мора малце поубедително. Вака на вистина делува неубедително. Времето ќе ти го каже тоа и ќе видиме кој погрешно ги пласира тезите, дали ја или ти. Ова беше емисијата во Центар, почитувани гледачи. Како што можете да приметите, поради тие временски некои ограничувања, не можевме да ги емитуваме интервјута со господата Сотир Костов и Миодраг Лабовиќ, иако тоа беа најавени во нашиот форшман, со кој се најавуваше нашата вечерашна емисија. Тие две интервјуа ние ќе ги емитуваме во рамки на последната емисија во Центар на 11 јули ова година, односно последна емисија во Центар во ова календарска телевизиска година. Се гледаме идниот понеделник во истото време. Пријатно вечер, Македонија, каде да си?